Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Најважно за мене е да гарантирам радикална отчетност и транспарентност. Дигитализација, услови за работа за еден обвинител непречено да си ја врши својата работа на ефикасен и достоинствен начин, вели Ненад Савески во интервју за МИА, кого денеска собранието треба да го избере за нов државен јавен обвинител. Тој вели дека иако акцентот се ставал на платите, тие според него не се најголемиот проблем, туку тоа се условите за работа. Најважно за него е да се дигитализира работата на обвинителите за да може да се следи нивната работа и да нема, како што вели, фиока стоп систем. Врховниот суд го одби барањето за вонредно преиспитување на пресудата од 13 години затвор на Васил Јованов, кој лани на пешачки премин на Партизанска во Скопје усмрти Фросина Кулакова. Предходно, на крајот на минатата година, Апелациониот суд Скопје ја зголеми казната затвор за Васил Јованов на 13 години. Тој беше првостепено осуден на 12 години затвор за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Тој во јануари 2025 година, возејќи под дејство на алкохол со брзина од 91 км/ч и без возачка дозвола, помина на црвено светло и удри во 22 годишната девојка, убивајќи ја на самото место. Пакување со 10 јајца поскапо за 10 денари, шише зејтин за 8 до 9 денари, домат поскап за 90 денари од килограм, шеќер за 10 денари. Ова се само дел од поскапувањата што ги забележа Слободен печат по маркетите, и тоа само неколку дена по драстичното зголемување на цените на нафтените деривати. Вистинскиот скок на цените се очекува околу великденските празници, кога ќе заврши постоти и ќе почнат да се купуваат месо, млечни и сувомеснати производи, велат во еден скопски маркет. Оттаму објаснуваат дека скокот на цените се очекува да продолжи од следната недела, кога доаѓа нова стока, посебно од увоз, бидејќи во моментот се трошат заликите што ги имаат трговците по магазините. Растот на цените на основните прехранбени производи повторно го отвора прашањето за инфлацијата и животниот стандард во Македонија. Во Македонија има сериозни прекршувања на работничките и на синдикалните права, оценија од Меѓународната конфедерација на синдикати. Кршење на работничките права, страв за синдикално организирање, заплашување на синдикален лидер се дел од забелешките на Лук Триангл, генерален секретар на Меѓународната конфедерација на синдикати, кој беше во посета на Македонија поради, како што кажа, лошата состојба со социјалниот диалог. Тој алармираше дека ситуацијата е таква што Македонија денес врши прекршување на еден од клучните и основните стандарди на Меѓународната организација на трудот, а со тоа и на Обединетите нации. Младиот насилник од Светиниколското село Сарамзалино, кој брутално ја претепа својата 34 годишна девојка и ја држаше заклучена во соба 15 часа, е осуден на 1 година затвор за семејно насилство. Основниот суд во Свети Николе го прогласи за виновен за 2 кривични дела – телесна повреда и противправно лишување од слобода. Обвинетиот останува во притвор до правосилноста на пресудата, но не подолго од 60 дена. Црнагора во вторникот привремено го затвори поглавјето 21 трансевропски мрежи во рамки на пристапните преговори со Европската Унија, објави вести. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на меѓувладината конференција во Брисел истакна дека напорната работа и посветеноста на Црнагора дале резултат. Политиката за трансевропски мрежи е насочена кон развој и унапредување на транспортните, енергетските и телекомуникацијските системи во согласност со европските стандарди. Словенија ја тресе скандал со обвинувања за странско мешање во изборите и корупција
на само неколку дена пред парламентарните избори кои треба да се одржат на 22 март, пренесува Брасел Сигнал. Истражувачки извештај откри поврзаност на високи личности од израелската приватна разузнавачка компанија Black Cube со лидерот на централно десничарската опозиција Јанез Јанша. Неговата Словенечка демократска партија е во тесна трка со коалицијата на централно-левичарскиот премиер Роберт Голоб. Скандалот се врти околу низа протечени аудио снимки и тајно снимани видеа кои се појавија во последните недели, обвинувајќи за корупција високи личности поврзани со движењето за слобода на Голоб и неговите коалициски партнери. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац официјално објави денеска дека иранскиот министер за разузнавање Есмеил Хатиб е убиен во израелски воздушен напад во Техеран во текот на ноќта. Денес се очекуваат значајни изненадувања на сите фронтови што ќе ја ескалираат на ново ниво војната што ја водиме против Иран и Хезболах во Либан, рече Кац за време на безбедносната проценка според коментарите дадени од неговата канцеларија. Интензитетот на нападите во Иран се зголемува. Министерот за разузнавање на Иран Хатиб исто така беше неутрализиран преку ноќ, истакна тој. Објекти поврзани со иранската индустрија за природен газ беа цел на израелски напад денеска, поточно во близина на гасното поле Јужен Парс, изјави извор за весникот Джерусалим Пост во среда. Гасното поле Јужен Парс е најголемиот резерват на природен газ во светот, со кој заеднички управуваат Иран и Катар. Израелски функционер за Пост изјави дека нападот бил координиран со САД. Целта била најголемиот ирански објект за природен газ во Бушар. Трамп и неговата администрација се спротивставија на претходните напади врз нафтените постројки поради потенцијалот за катастрофални пожари и последователно зголемување на цените. Сепак, во случајот со природниот газ, тоа не изгледа како таква загриженост, инсистираше израелскиот функционер. Огромна статуа на Исус Христос е подигната пред неколку дена на сириско-либанската граница, објавија сириските медиуми. Статуата висока 26 метри е поставена на така наречената планина на крстот кај селото Ал-Каа, така што гледа кон долината Бека, која беше бомбардирана од исламската држава во 2016 година. Како што објави локалната општина, статуата е изградена со донација од жителот Фади Елија Сават, за да служи како символ на верата и отпорноста во регионот кој многу страдал. Ова беше се во денешното издание на Попладневни вести. Останете со Слободен печат.